Дојран, македонскиот туристички Медитеран. Со враќањето на водата во езерото, ова место повторно доживува ренесанса. Постојано се инвестира за да стане примамлива туристичка дестинација. Се реновираат постоечките, а се градаат и нови сместувачки капацитети, како преку инвеститори, така и од локалното население, за да се задоволат потребите на гостите. Се нудат дополнителни содржини, се организираат фестивали, за да стане уште поатрактивен за сите кои имаат намера да уживаат покрај Доранското езеро. Угостителите сметаат дека последниве години значително е зголемен бројот на гостите кои одлучиле да престојуваат во Дојран, како од земјава, така и од странство. Дојран сега во тие години што е сега, со езерото, тоа што се направи за езерото и тоа што има, што е се направено, значи околу 40% е качено, да кажеме, посетеноста од странство, од Србија. Србите кога доаѓаат тука за Грција, кога одат преспиват, од навечер си одат, па на враќање пак ќе дојдат, пак ќе преспијат. Гости од странство си доаѓаат, да кажеме, по 7 дена на одмор. Спортски екипи доаѓаат, тука е климата многу поволна, многу не е ладно, нема снег, значи температурите како што треба. Значи дека од година во година се зголемува бројот на гостите кои што доаѓаат овде во... Да, тоа е многу. Сега, моментално тие години, посебно, што стварно е Дојран направено, што има многу направено и со плажи, и со урбанизирано, со хотели, со сместување, исто подобрување на, да кажеме, со услови, да се има се уво. Зошто застануваат во Дојран? Што е она што најмногу го сакаат странските гости кога се? Види, Дојран тука езерото тоа е лековито езеро. Значи има преку 24 мислам болести што ги штити од болести. Тука тоа е лековито езеро. Луѓето си останат, многу има тука кујки, вили што луѓето си доаѓаат преку лето тука. На одмор ќе си дојде, постари луѓе си остануваат по 2 месеца, по 3 месеца, значи тоа е, климата е многу добра, пошто е Грција, близко тука има движење и тоа е, Дојран ќе биде уште подобро. Само со тек на време, тоа мора, знаеш, не може. А што има да понуди Дојран? Па Дојран, да ти кажам, вие како и Статов сигурно. Ние како Статов имаме тука сме спортски центар. Значи тука доаѓаат екипи на припреми, се припремува пред природниот рок што е за првенство. Доаѓаат тренираат, да кажеме, доаѓаат и други екипи, и одбојка, кошарка, ракомет, се припремуваат и да тренираат. Тоа е преку зимниот дел, да кажеме, преку зимата. Летото исто така, али повеќе туристи има. Многу преполнети сме, да кажеме, летото со Срби, што преку се резервираат преку Срби. И Статов, ако не прашам, доаѓаат во моментов на подготовки, но што му недостасува на Дојран за да прерасне во еден вистински туристички центар преку зимата? Еки, нели, летото е полн, но зимата обично доаѓаат спортистите. Зошто клубовите додат во Банско, во Турција? Што му фали на Дојран? Па видиш што му фали на Дојран. Секогаш нешто фали. Значи, па треба повеќе терени да се направат. Хотелите, да кажеме, има 3 хотели до 4 во Дојран, треба уште да се направат. Значи, тоа е само преку зимниот дел, преку летниот дел. Зимата да има повеќе капацитет за да се примат со терени, со теретана, да кажеме спортска сала и тоа да има услови. Ако нема услови, нема да дојдат. Ако има услови, ќе дојдат. Значи, треба да се прави по нешто. Дали постојано да се прави овде во Дојран? Па да ти кажам, напредок за урбанизираниот дел што тоа е направено. Да кажеме, али тоа за приватни луѓе треба да им се помогне малку, треба и да им се едуцира, знаеш.
не знам како да кажем. Тоа е Да. Но Доран е познат и по своите специјалитети. Има ли што да понуди кога станува збор за гурманство? Доеран се знае, да, тоа е риба. Риба, тоа е секогаш тука најдобро. Исто и кај нас, ние спремаме, имаме црноперка, крапче, линеш, исто имаме што еден специјалитет, тава риба, тоа го викаме тука кромидарник. Значи тоа е тава риба, тоа може да видите како се спрема. Така. И доаѓате за специјалитети. Специјалитети, да. Доаѓаат за специјалитетите најмногу. Тоа ќе си нарачи тоа да 4 сата се спрема, го нарачуваат унапред, па после доаѓаат тоа е готово, да не чекат. А освен Срби, доаѓате Грција? Грци доаѓаат исто, Грците кај нас има многу поволно тука, поевтино и доаѓаат, шедат си пазарат, ќе дојат кафенце, ќе си руче некој и така. А рече на Бугари идат многу, значи кога има празници, тоа да секогаш кога е празници бугари да кажеме, ние за Нова година тука бугари имаме повеќе. Значи добро е што тука Дојран е место што како ти кажем, нон-стоп има грчки коли, нон-стоп има бугарски коли, нон-стоп има бугарски коли, центар на Тромегето. И уште само за крај. Една визија ти си релативно млад. Што му фали на Дојран генерално? Дали нови капацитети, нови плажи? Нови плажи, тоа да. Се што е повеќе има плажи, се подобро ќе биде и постредени и понаправени. Тоа зали треба стварно мислам треба уште. Да бидеме реални, треба уште да се направи. Али и тоа што е направено до сега не може да кажеме оти стварно е направено. Значи има доста направено. Шеталиште од Стар Дојран е стварно добро место. Значи, му треба уште многу работи да земеме од други места туристички, малку ако треба нешто, па и нека се ископира, нека се да биде како Грција близко до нас. Значи гледаме како што да. Тоа ни треба нас, да има смештај, да има добра плажа, кога ќе дојде туристот да се осеќа убаво, да биде безбедно, убаво, чисто. Паралелно вие како спортски рекреативен центар херате и лов. Ловиште, да. Имаме ловиште. И како е таму? Има доаѓаат ли? Не, тоа е резерват само. Тоа е се животните ги се множат, знаеш. И така, па кога ќе дојде ред да биде како што треба, па ќе може ќе почнеме да се лови внатре. За разлика од летниот период, кога овде под јаворите во Дојран има илјадници гости и посетители од земјава и странства и уживаат на Дојранското крајбрежје, преку зимата речиси е мирно и тивко. Единствено преку викендите доаѓаат по неколку посетители, пред се на рибарење и рекреирање покрај Дојранското крајбрежје. Дојран има огромна историја зад себе. Токму историските и природните богатства се повод за градење на дополнителни туристички содржини. Таму веќе работи природно-научниот и историски музеј, каде се сместени огромен број на артефакти и експонати. Нашата идеја беше да се прошири таа дејност, односно да се збогатат збирката со експонати и артефакти кои што ќе бидат пронајдени на подрачјето на општина Дојран. Односно, ако веќе знаеме дека Дојран е еден историски локалитет каде што имаме доста археолошки наоѓалишта, сите експонати кои што беа во истражувањата пронајдени, значи тука имаме остатоци од Првата светска војна, некои орудија или други артефакти кои што се пронајдени во нашиот регион, сакавме да ја збогатиме збирката и така да го опремивме музејот, односно просторијата и ја проширивме и исто така тие се надофат на туристите за да можат да ги конзумират, односно да ги видат и да можат да се подсетат за некој историски настан во општината. Има ли доаѓаат и се интересираат ли туристи? Од каде најмногу доаѓаат? Предпоставам во организирани групи, но од каде доаѓаат и што е она што им ги привлече вниманието? Првата, односно фронтовата линија, мислам дека сепак доминира во тој аспект, или? Па да ви кажам дека интензитетот на посета на гости од страна, баш поради таа причина што тука се одвивала Првата светска војна,
Имаме посета на гости и од Република Бугарија, исто и од други држави кои што на некој начин нивните дедовци или прадедовци учествувале тука, така да имаме заинтересираност на посета и од странски гости од другите европски земји кои што се биле учесници во тој немил настан, да кажеме, фронтот што се одвивал Солунски фронт на територијата на општина Дојран. Инаку музејот, односно изложбениот салон работи во период кога имаме некои организирани посети, но и при секоја заинтересираност ние сме во можност да ги обслужиме оние посетители кои што сакат да го видат. Преку летото, илјадици гости и посетители, преку зима далеку помалку. Но Дојран со својата благопријатна клима станува мека за спортските екипи. Кои за подготовки, кои за одигрување контролни средби. Ги има од земјава, но и од странство. Па вака, добри услови, за разлика од нас има доста, да кажем, потопло време во овој временски период од годината. Терените се одлични, погодни за игра, имаме спортска сала, имаме фитнес сала, така да условите се доста добри и затоа се одлучуваме да доаѓаме овде често. Исто така морам да кажем дека и нашите млади категории скоро секој лето доаѓаат овде по недела дена на подготовки. Во Дојран преку зимата најмногу ги има фудбалските селекции. Го имаат и женскиот фудбалски клуб Истатов, кој веќе има освоена на шампионска титула. Таму преку тренажен процес постојано се прави селекција за нови девојки кои ќе го облечат националниот дрес. Структурата одговара, временските услови одговараат, има добра сала, како што гледате, еве денес тренираме ради тоа што лоши се временските услови, денес тренираме у сала. Сите услови ги испунува објектот. Само ради тоа не можам да заборавам фамилија Истатови кој секогаш давала одлични услови за припреми на било кои категории на селекции. Фудбалската федерација стои позади тоа да ние, ако кажеме да одиме у Дојран, ми скачаат во сусрет, така да има 3 терена, можеме у секое време да тренираме. Поред тоа што има и тука и други клубови, наоѓаме термини за тренинзи, никогаш не сме останале да го не реализираме тренажниот процес, така да Дојран е едно поднебје кое што нуди добри климатски услови да може да ги реализираме зимските подготовки. Ама Дојран и женскиот фудбалски клуб Истатов, СРЦ Истатов, исто така е во врвот на женскиот фудбал, морам да признам. Ја морам да бидам реален. Фудбалскиот клуб Дојранско езеро, да. И честитки имаат од мене кога беа шампиони. Него мора да обрнат внимание малце на своје производство. Купени играчи се пролазници. Така да една година може да бидеш у врвот, другата година да се бори за опстанок. Ја на мојот колега Изов многу пати му велам, дај направи твое производство утре да бидеш меѓу најдобрите со свое производство, со помош на неколку играчи, а не да носиме готов производ. Иначе Алалдим е, направија екипа, игра, честитки од мене за тоа што беа прво место. И само за крај едно прашање. Сметнаш ли дека Дојран преку зимата може да биде спортски центар? Сега овде е само Истатов, но во иднина имаш ли некоја визија дека може овде да доаѓаат големи фудбалски тимови на подготовки, на контролни средби? Сите знаеме дека македонските клубови одат во Анталија, зошто да не биде тоа Дојран? Може ли тоа или треба ли што треба да се направи? Тука треба да застане државата прво. Второ, Агенцијата за спорт. Трето, да се појават бизнисмени, да се направат хотелско сместување, има во Дојран. Да се направи хотелско сместување и да има најмалце 3-4 игралишта, да има и тревнат терен, може да врне и така натака, да не се упуштам се у тие дискусии. Кога би имало едно 3-4-5 терена
Јас сум сигурен дека никој нема да оди преку океан или преку море или преку езеро, сите ќе се стационираат овде. А истото го нуди и Охрид. Истото е Охрид, али Дојран е некако за припреми подобро за разлика од другите места во Македонија. Додека едни тренираат и се подготвуваат, други пак рибарат. Дојранското езеро е непознато по големиот фонд на риби. Стотици рибари рекреативно го окупираат езерото со надеж дека ќе имаат добар улов. А има секојдневна, али најповеќе има за време викендите. Сабота и неделја тоа ги има преку сточанци, најмалку пецароши тие се да. Има цела Македонија. Да. И они си има свој одговорен концесионер што одговара за тоа и си наплаќаат секој такси на се. Да. А иначе за порано таа работа га и намало толку пецароши на ловење на риби, значи имала, али не толку. Да, а сега веќе секој си етенува, значи Ова е со јадица, колку што забележувам. да, со јадица. Но на времето овде се ловеше преку сомандри. Може да ни кажете што беше, како се ловеше? Со мандри, тоа време Дојранско езеро имало негде околу најмалку едно 200 вработени со сите што беа рибарници ни цела Македонија. Дедо Глигор вели дека во Дојран своевремено се ловело со мандри, но тој начин на риболов речиси го нема. Иако некои работи добро ги сочувале пред се во делот на заштитата на рибите од кормораните. Мандрите се биле, може ти кажем, едно нешто богато нешто што со рибниот фонд. Да, се. И на секоја мандра се имало што е рибари, 7-8 души рибари, знаеш, а една мандра површински била негде најмалку едно 3 декара. За да се направи една мандра, треба да се испетат леси, али тие специјални леси за да не може рибата да беге. Да, се. И кога се исплетат тие леси, и до време, тоа веќе зимно време, они рибарите се спремат за да спремат мандрата и бодат колци, специјални колци има што е за долу земата ги набодат и имат специјални даска една што набиват у земата за да влезе лесата, што е трската, значи. А трската е толку честа, само едино што може вода да помине низ неја. Да. И кога се направа тоа, после веќе се почнува со чувањето и они чуват, кога ќе дојде време да видат има рибарите што се старите, они знаат унатре од трската дали има риби или нема. И они ќе гледаат. Кога ќе дојде време мандрата да се граде, се собират сите рибари што е и пуштуваат од надвор мрежа, заградуваат за да не беге таа риба што е у мандрата, да не избеге скроз доле до дното. И заградат и после од знаеш како тоа иде едно соба по соба, знаеш. И време на време се бањки пregradат едно парче, утре друга тој површина и се, али помоќу они рибата, знаеш како рибата тера помоќу птици. Имаше секакви птици, корморани, секакви птици, знаеш, тие што ги ваќа рибарите, знаеш, они. И птиците самата риба тера од таа површина у другата. И да. И што беше приветивен начин. Има ли сега мандри? Не. Сега мандри нема. За да правиш една мандра треба многу пари. Да. Многу пари. Оти со 5-10. Така тогаш мандри се права, али имаше трска што плета рибарта. Значи они чека, а сега за да правиш мандра треба се да купуваш. Тој го. Колку време сте вие рибар? Јас бех шофер тука 40 години. И? Возах жива риба. Жива риба во цела Македонија. А ловиш ли риби? Јас бех Ева сега. Сега не. Сега не, сега сум пензионер. Добро, ама нели те фаќа мераке на вака да фаќаш? Не, така можеш на трска колку да се избистриш. Да, иначе не, така што ја така ќе идам тука пер другарт, ќе се измарам малку. Што риба има најмногу во езерото? Тука има од беловица до сом. Имаш беловица, црноперка, костриш, крап,
сом, после има караш има, па има голема црноперка, што викаме тие платица, се. Има, рачу, најмалку едно 8 до 9 врсти риби има. Сега. Ти викам од беловица, рачуни, беловица, црноперка, кострич, краб, сом, караш, викам ето 6, 7, 8 врсти риби, знаеш се. А и, може ти кажем, доранската риба е најпрочуена и најсладка. Да. Под езерска да чуди. Па, после речната езерската е риба најсладка. Да. И од тие врсти на риби, која е најсладка? Најсладка е сом. Сомо, знаеш, и кострежо, оно и црноперката е уши посладка. Да. Посладка е, знаеш, види, секој едно пресно нешто, дали било риба или месо било, што ми е пресно, оно е увек сладко. А рибата е незаменлива. Рибата, знаеш, рибата, ние тоа не го ни правиме, знаеш, како што вика, риба треба најмалку у неделта и 2 пата да јадеш пресно, ние сме научени на месо, месари. Да те прашам нешто, забележам само овој потек некако рибари повеќе. Каде се крие рибата? Рибата е сега е дека ша чуиш тама иде. Иде, ја гледаш бие тука доле. Види, гледи. Не само овде ли се лови риби или на друго, например? Не, има и на друго место. Има сега да се, ама тука е главното. Има низ целото езеро има риба. Само едино тука веќе има најповеќето тоа тука Пецарошите, дека што има народ, таму и рибата оде. Да, заштитува самата од кормораните. А корморана најшо тоа е смрт за рибата. И бај може да изеде 5 кила еден корморан. Од тие големите, што вика тие црните. Да. А галебите? Галебите, тоа што лето, тоа не јаде. Тоа не јаде, тоа ништо. А корморан, он опасан е да. И по него што одат тие баблите, ја ги доле гледаш, за врцат вишки бабли доле, доле гледаш, скоро тие големите. Он е тај готован, он чеке корморана да фати, он по него ќе се спушти. Аха, да. А иначе дека што има народ, рибата беге. А тука веќе тоа е од старо место што рибата е тука веќе има фатано свое лежиште и од тука не беге она. А ова што е исколчено ова? Не можам да разберам некако многу предели исколчени вака. Ова е пример, зошто така исколчено? Тие се тука нешто. Тоа е заградено, тие ги викаме насеки. Онатре има парнар. Да, тоа е заштита на рибата. Рибата тама са најповеќе влева там костреш. И он има и црноперка, ама и костреш. Она се заштитува там влева. И тама тоа се граде, тие се насеки ги викаме, како што се колците сега. Тоа се заградува около, тоа и после од време на време се како што беа мандрите што ти кажувах јас, се дел по дел и после ги ваѓат у кошеви. Ги полнат. Тоа само костреш там има. Има и црноперка, ali веќино костреш е. Да, ама значи тука некако се чуваат, се заштитуваат. Да се заштитува рибата самата, да. Тоа обавезно. Тука знаеш колку има парнар, може да има најмалку у тоа место има најмалку 10 трактора парнар формено. Ја те паркаме, значи тоа е голема заштита. Да, исто како што се пика рибата во трските, така и тука се. Да се биде во Дојрана да не се вкуси некој специјалитет од езерската риба нема шанса, велат дојранчани, но и угостителите. Најбаран е крапот во тава, зашто е потребно повеќе од 3 часа подготовка. Се приготвува со многу љубов по традиционален начин, вели тетка Блага Чичоманова, која тврди дека од риба се прават многу специјалитети, посебно ако е дојранска. За тава кромит најосновно е кромит. За 5 порции, 2 кила кромит се стават. Една цела голема китка магданус и ситно сечени домати 500-600 грама. И сето тоа убаво се испржува да омекне кромидо и се наложува у тавата. Кромидо се зачинува со сол, вегета, бибер, со тие работи и рибата на солените парчиња се редат од озгора врз кромидо. И се попрскува со брашно и со црвен пипер врз рибата и се става урелна да се пече на 180 степени на 40 минути. А го бараат ли гости? Да. Тоа е специјалитет дојрански, општо познат. Не само тука, него у цел Дојран го служат. Ама претпоставам дека и други специјалитети правите овде од риба. И по сега има од икрата лангиди се прават, пржена риба. Дојран нека биде повторно вашата следна дестинација, и за уживање, и за рекреација, но и за вкусен залак.
Вака ќе ви кажат дојранчани на сите оние кои попат застанали или одлучиле да бидат дел од ова место, кое е полека но сигурно плени и со езерото, и со убавините што ги нуди.